Добро утро, секој утро продолжува, како што веќе и напоменав, во ова студио со нашиот гостин. И уште еднаш ќе го поздравам, односно ќе кажам за кого станува збор, доктор Александар Мицковски, специјалист по урологија, кој ни доаѓа од Аџибадем Систина и со него ќе ги представиме сите новитети во урологијата. Добро утро и секако добре ни дојдовте. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Да, новитетите во уролошкиот оддел на Аџибадем Систина. Од сето она што ми го испративте еве како сето она што ќе биде ново што се однесува за урологијата е навистина нешто што јас како што можам да погледнам, нели, а не си медицински, да кажеме, образован, станува збор за нешто навистина поголеми новитети во медицината. Сакаме една сериозна приказна да направиме, во која што ќе нудиме услуги на сите полиња, да ги покриеме сите полиња на современата урологија со употреба на високо напредната технологија, пред се доминантно со експлозијата на малигни болести, да се насочиме кон онколошката урологија, да ги покриеме тие канцерски заболувања, меѓутоа да дадеме подеднаква важност на сите гранки и подгранки на урологијата. Кога сме кај овие гранки, јас само едноставно нели ги распределив сите оние кои што за кои што ќе зборуваме или за новитетите. Ајде да појасниме што е тоа лапароскопска урологија и за што конкретно станува збор. Лапароскопска урологија е минимално инвазивен пристап, значи сите нови гранки на урологијата имаат тенденција на минимална инвазивност. Односно да се употребат современи технологии за да се обезбеди минимална инвазивност. Лапароскопијата ја заменува класичната урологија на начин што класичниот пристап со класичен хируршки рез се заменува со неколку ситни мали отворчиња или засеци на кожата на телото и вметнување на така наречени портови и инструменти за фина хирургија, тие се 105 мм или 10 мм отворчиња, низ кои што се вметнуваат тие фини инструменти и камери со оптики кои што обезбедуваат зголемување до 30% и приближување до местото онаму каде што оперирате. Тоа овозможува прецизност во отстранувањето, најчесто се употребува за малегни болести, меѓутоа и за реконструктивни уролошки операции, например на вродени стеснување на уринарен тракт, меѓутоа и за сите малигни заболувања, почнувајќи од бубрек, како радикални нефректомии, делимични или парцијални нефректомии, малигни на уретер, на мочен меур и на надбубрежните жлезди. Овозможува лапароскопијата не само естетика ради тие засеци на кожата, туку тој минимално инвазивен пристап овозможува помала крвозагуба за време операцијата, поголема прецизност во отстранувањето на туморите, драматично помала болка, постоперативна, побрзо враќање во нормала, краток престој во болница, брзо враќање на нозе, станување, побрза враќање на работата на цревата. Едноставно, да, многу побрзо се опоравуваат, наједноставно да кажеме. И по краток престој од неколку дена, ден, два, некојаш три кај најтешките радикални операции, ја напуштаат болницата. Исто така, одењето дома, значи побрзо опоравување и враќање на секојдневните активности во однос на класичната урологија и побрзо враќање на работните активности, да можат да бидат работоспособни за кратко време и без постоперативни болки, да треба да се зависни од аналгетици. Како да сме поправале зап. Не до толку, меѓутоа како што добро, кога станува збор за уролошките, да се оди на се што е современо, да биде што помалку агресивно за пациентот и да е врзано со многу помалце компликации, кога сте минимално инвазивни, кога немате рез, нема ни инфекции и компликациите од тој тип се исто така редуцирани и да на крај секако и козметскиот ефект е далеко поразличен. Дали е тоа се што се однесува за лапароскопската урологија, доколку нешто погрешам во термините ќе ме поправите. Така се вика лапароскопска урологија, работиме сите, доаѓаме еден нов заеднички тим, се за да ги опфатиме сите, да ги опфатиме, кој што ќе ги работи сите овие процедури што се работат со тенденција да
со развојот на таа лапароскопија стигнеме и до роботски асистирана лапароскопија, која што е следен чекор во тој развој. Но затоа потоа не. Да. Сега ќе се префрлиме, се надевам дека ќе го погодам медицинскиот термин, перкутана нефролототимија. Нефролитотомија. Близко бевте. Јас реков ќе ме поправите, да. Значи, тоа е еден нов иновативен пристап, така е, кој што ја заменува класичната операција на големи камења на бубрек. Зборуваме за камења поголеми од 2 сантими, дури и за камења кои што ја исполнуваат целосно шуплината на бубрегот. Со многу локации или голем камен со големи димензии. Тоа е пристап во кој што се користи засек од 1 сантим и се користат инструменти само за таа намена. Значи, тоа е иновативен пристап и тие инструменти се само за тоа. Се влегува со засек од сантим, како што реков, под 12-тото ребро, негде на границата помеѓу слабината и грбот. Се става една прво игла, па жица водич, па една цевка, шуплива цевка, која што ќе биде комбинација, затоа се вика перкутана, тоа значи преку кожата. Преку кожа. Цевка која што е пат помеѓу кожата и бубрегот. Низ таа цевка влегуваме со оптички инструмент и низ тој оптички инструмент користиме изворна енергија, дали ласер, дали ултрасоничен, ултразвучен извор, кој што тие камења ги мели и ги вадиме надвор. Значи, целта не е само да се искршат камењата, туку и целосно да се извадат надвор. Така. И сето тоа се прави под контрол. Затоа што тие се болни и прават навистина поголеми проблеми. Апсолутно, поготово кога се работи за големи камења, кои што бараат големи хируршки интервенции. Операцијата е врзана со брз опоравок, затоа што има само 1 сантиметар. Значи, сето тоа вие го правите низ само 1 рез. Низ кој што се исчистува, да кажеме, бубрегот комплетно од калкулозата, меѓутоа бара болнички престој од 2 до 3 дена, сепак операција на бубрек, не е то као поправка на зап, е операција на бубрек, меѓутоа е најефикасна метода и која што ја заменила класичните операции на бубрек кај големи камења. Кај помали доаѓаат и други методи на избор. Меѓутоа, кога има голем камен или камења на повеќе локации во бубрегот, перкутаната нефролитотомија е метода на избор. На избор. Сега одиме понатаму, така? Кажавме за ова, да. Ендоскопска, уретероскопска и флексибилна хирургија. Ете, да. Сега тука зашто се тие помалите збор? За помалите камења, да. Каде што нема никаков засек. За разлика од ова претходните 2 методи, не користиме никаков засек, туку ги користиме природните отвори на телото, односно во овој случај уринарниот канал. Добро. Со специјални инструменти, кои што се далеку потенки инструменти, се влегува преку мочниот канал, мочниот мер и се влегува во уретерот или во бубрегот. Ако влегувате во уретер и се користи нормално извор на ласерска енергија за да ги раздробите камењата како прашина. Во уретер се користи ригиден инструмент, метален, а за во бубрек се користи флексибилен и затоа таа се вика флексибилна уретероскопија. Тоа подразбира инструмент чиј што врв се витка и врти во сите правци. Односно, кога веќе вие ќе стигнете во бубрегот, пошто бубрегот има своји чашки, како разгрането дрво, точно може да влезите во сите тие чашки негови, што ние ги викаме гранки, и да низ тој инструмент ставите ласерско влакно и ги раздробувате камчињата. Меѓутоа, за разлика од претходната, си има ограничување и ова е метода која што може да работите камен до кај 1,5 сантим. Не е наменет за големи камења, затоа што кај големите камења мораме да употребиме ова друга перкутана метода. Ова е метода која што е низ каналот и се употребуваат тенки инструменти. Меѓутоа, опоравувањето па од оваа метода значи одење дома за 1 ден.
Веднаш, да, и без засеци на телото. Добро, како што ве забележуваме нели од сето она што го кажавте како новитети во урологијата, секој си има посебно своја метода и секој си има своја специфика. Нема веќе една операција на камен, има повеќе така. Една операција на тумор. Убаво појаснуваме, да. Да, и зависно од густината на каменот, локализацијата, големината, бројот на камен, се одлучува која е идеалната метода. Метода, така. Сега, ќе зборуваме и за она за што најверојатно, се надевам дека има гледачи кои што се соочуваат со таков проблем, како што впрочем се соочуваат и со овие проблеми што и досега ги изборувавме, меѓутоа за неплодноста. Така. Што е она што вие го нудите? И тоа е гранка од урологијата, која што во болници каде што има развиени инвитро центрите, како треба да се обрни внимание, затоа што тоа не е проблем само на жената, туку е брачен проблем, каде што некојаш фактор во скоро 50% од случаите е кај мажот или заеднички проблем на двата партнери. Тоа што е ново во оваа проблематика, стандардните третмани се знаат, меѓутоа тоа е гранка која што брзо се развива и постојано има некои новитети. Од конзервативните третмани почнавме да се употребуваат стимулации со хормони кај мажи, исто како кај жената пред инвитро, што се стимулира со хормони за да се добијат поголем број на јајцеклетки, поквалитетни и така натаму. Истото тоа кај мажи со лош квалитет или исклучително лош квалитет на спермата се употребува хормонална стимулација како надополнување на она класично што до сега го работев. Тоа е едниот момент. Вториот момент е внесувањето на оперативен микроскоп во сите операции кои што се врзани за неплодност. Сите операции од тој калибар веќе се изведуваат под контрола на оперативен микроскоп. Тој е микроскоп кој што неврохирурзите го користат за оперирање на мозок. Ние го користиме во таа микрохирургија. Наменет е пред се за мажи кои што ги има доста на број, кои што немаат воопшто сперматозоиди во спермата, тогаш мораме ние оперативно да бараме во тестисите и во 60% од случаевите ќе најдеме сперматозоиди внатре во тестисите кои што поради X причини не може да стигнат надвор во ејакулатот. Тоа се отвараат тестисите и барањето на такви сперматозоиди наместо под голо око, каде што бирате на слепо примероци, сега архитектурата на тестисот се гледа под микроскопи со многократно зголемување, да се изберат зоните со најквалитетна градба. Во тие зони кои што има најквалитетна градба, има голема веројатност да се најдат сперматозоиди, ако најдете такви зони. Некојаш во 40% од случаевите што ги оперираме, за жал не наоѓаме сперматозоиди ради генетски причини, ради хормонални причини. Некои можеме да ги поправиме, некои не можеме да ги поправиме. Исто тоа се користи и, например, во операциите на варикоцела, односно проширени вени. Тоа е една од патологиите која што доведува до неплодност. Покрај лапароскопскиот пристап за решавање на таа варикоцела се актуализира и микрохирушкиот пристап, односно употреба на такви микроскопи во пронаоѓање на тие патолошки зголемени вени и нивно подврзување и елиминирање на тој топлотен фактор што тие го предизвикуваат и доведува до лош квалитет на спермата. Искрена да бидам, со оваа информација прв пат се соочувам дека има врска со современа метода. Проширените вени со се тоа што сега во моментов го така и се вика, например, микрохирушка варикоцелектомија, буквално така се прави низ прилика сантимипол. Но затоа сме тука за да дознаеме нешто плюс повеќе и да бидеме информирани. Или микрохирушка ТС процедура, тоа е процедура за екстракција на сперматозоиди, меѓутоа не по случаен избор, туку
поточно дефинирани зони каде што ќе базирано на искуство, на едукација, на школа, на обуки, ќе знаете дека тука има нормална архитектура и тоа го праќате во инвитро одделот да ембриолозите пронајдат сперматозоиди. Ке ги искористиме сега овие последни минути за болестите на простатата, со кои што сигурно сум дека и според вас знаете и вие самите, статистиката покажува дека голем број на мажите се токму заболуваат од оваа болест. И ке зборуваме исто така и за еректилната дисфункција, да ги искористиме минутите, еве за болестите на простатата, кои се новитетите? Новитетите покрај трансуретралната ресекција, воведување кое што се правеше со монополарна струја и друг тип на течност за иригација, сега е биполарната ресекција и вапоризација на простатата. Тоа значи? Тоа значи дека добивате поголема бескрвност во работењето и струјата која што ја употребувате не минува низ човечкото тело, туку меѓу двете електроди кои што служат за сечење, што е голем бенефит за пациентот, може да работите бескрвно, далеку поголеми простати и има специјални електроди кои што се користат при тоа, кои што од кои ќе земете парчиња доволни за хистопатолошка анализа, не мора веќе да сечите, туку едноставно имитува толку висока енергија која што ја испарува, го испарува ткивото, тоа се вика вапоризација. Значи, вие не сечите, па да имате крвозагуба, туку цело време ткивото само испарува, се прави убав тунел низ простатата, а не губите крв воопшто. Тоа е голема предност, кај тие големи простати, кои што класичниот тури и така натаму, може да доведи до големи крвозагуби, затоа што простатата е орган кој што е исклучително многу прокрвен. Биполарната вапоризација нуди можност да долго работите, а не, мислам, работите големи простати, а не губите крв. Исто така е возможно да се направи и со таа биполарна енергија и нешто што се вика енуклеација на простатата, односно наместо да се вапоризира или сечи на делови, целосно зголемениот дел, освен нејзината лушпа или капсула, да се отстрани. Да се отстрани. Овие методи кои што ги слушам, на вистина кои што исто така се надополнети, даваат голема надеж. Да, ги олеснува операциите на простатата, се многу свежи пациентите. И претходните за кои што зборувавме исто така. И ласери. Значи, моментално покрај биполарната струја, одиме и со ласери, кои што секоја година излегува нов модел, како автомобилите. Секоја година поквалитетен и со појака енергија. Да, новите методи на вистина, од се тоа што имав можност да го слушнам, влеваат голема надеж кај сите пациенти, кои што сега во моментот не слушаат и се соочуваат токму со овие проблематики. Само за крај, и со оглед на тоа дека имаме само многу кратко време за еректилната дисфункција и што е она што е ново тука? Еректилната дисфункција ја знаеме класичната, ќе бидам краток, терапија со лекови, кој што е успешна во од прилика 70%, тоа е најнова статистика, од мажите, меѓутоа ако се шекераши со болести на срце, тој процент се намалува на 50%. Ако ја земите популацијата на мажи, која што имала, например, малигна болест на простатата, па биле оперирани за тоа, тој процент е далеку повисок. Каде што оралната терапија со таблети не помага. Мораме да најдеме решение за останатите, кај што нема да делуваат тие лекови и има. Тие решенија, како следна скала на таблетите, е ставање на инекции директно од типот на инсулински пенкалеве, така изгледат некако, во самиот пенис, кои што предизвикуваат масовна, силна вазодилатација, ширење на крвните садови и полнење на пенисот кај оние пациенти кои што на друг начин со крв и затврднување. Ако и тоа не успее, тоа што е ново, започнавме и веќе имаме големо искуство со голем број на пациенти кои што сме оперирале, некои дури таа операција е покриена и од Фондот за здравствено осигурување, затоа што не се изведуваше во јавното здравство, ја изведуваме,
е вградување на пенилни импланти. Тоа е трајно решение кај пациенти кои што не можат да постигнат ерекција, биле оперирани од карцином на простата, секој со своји проблематики. Секој со свој биле тешки шекераши долги години. Има специјални произведени во Америка, таа е позната фирма, која што прави специјални силиконски импланти кои што се вградуваат оперативно. Так, слушнавме дека и за тука има надеж за сите оние кои што и со ова се експерти кои што се сертифицирани за таа работа, кои што се светски познати, двата кои што доаѓаат како оператори, затоа што не може било кој да ги вградува тие, треба да има сертификат од фирмата производител на тие импланти. Се дури и инструктори по вградување на тие импланти и тоа е нешто што наоѓа решение за сите пациенти. Многу ви благодарам за вашето гостување и за сите овие новитети со кои што ги запознавме гледачите и ќе ве поздравам и вас, почитувани. Останете и понатаму со програмата на Алфа телевизија. Од мене довидување и убав ден ви посакувам.